Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес е празникот Благоец, почитувани слушатели, па нека е честит. Вечерашнава наша емисија, што ја емитуваме директно преку етерот на радиостаницата CMR, ќе ја посветиме на председателските и парламентарните избори, во која ќе дадеме избор на председателскиот кандидат од партијата на ДПМН, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Додека пак идната недела ќе дадеме еден одговорите на председателот на партијата на ДПМН Христијан Мицкоски. Но најпрво со прилогот за празникот Благоец. На денешен ден, односно на Благоец, Гаврил се јавува во арангелска светлина и рекол на Марија дека е одредена од Бога да го роди Спасителот. Во чест на таа блага вест што ангелот ја пренесол на Света Дева Марија, црквата го востановила празникот Светото Благовештение, што се празнува точно 9 месеци пред Божик. Легендата вели дека еднаш покрај прозорецот Света Дева Марија го читала Светото писмо во книгата на пророкот Исаија, прочитала дека девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануил. Возбудено помислила дека кога би знаела која е таа девојка, би служила до крајот на животот. Во тој момент до неја долетал ангелот Гаврил, кој соопштил дека таа е девојката одредена од Бога што ќе го роди Спасителот. Радувај се, благодетна, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените и ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го крстиш со името Исус. Он ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот од неговиот татко Давида и ќе царува над домот Јаковов секогаш и царството негово нема да има крај. Поради тоа Благоец е благ ден. Тогаш се верува дека и раната не боли, со Благоец поврзано и доаѓањето на птиците преселници, штркот, ластовицата, кукавицата, пупунецот и други. Се верува дека тој ден, на овој ден дури и да врне снег, исто така се верува дека ако наутро гладен, како што се вели нагладно срце, слушнеш некој од овие птици, ќе те разбие и не ќе имаш напредок во годината. Затоа луѓето веднаш по станувањето каснувале барем еден залак леб. На Благоец саделе тикви, зашто верувале дека тиквите садени на овој ден ќе бидат многу благи. Во некои краишта од овој ден се поврзува со излегувањето на змиите од дупките, при што се верува дека змиите никогаш не касат на Благоец. Ете, тоа беше прилогот за празникот Благоец. Нека е честито името на секој оној кој го носи името на овој празник Свети Благовештение. Ой, девойче, рангел мой,
Денот на мајката оваа година Леринското друштво го одбележува на 11 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски од 6 часот на вечер. Добрите домаќини со председателот Грег Цанев и неговата управа ќе ве дочекат со богатата вечера и веселата музика на Сонја и Оливер, Стив и Крис. Цената е $65 за возрастни, а за деца до 13 години $25. Не пропуштајте оваа вечер. Израдувајте ги со овој поклон посветен на вашите сопруги и мајки, а за влезни карти јавете се до Грег Цанев на 416-887-4195. Да повторам, 416-887-4195. Користете ги пак затоа услугите на Македонската православна црква Свети Климент Охридски за вашите семејни слави, крштевки, роденден и слично, а исто така неделите користете ги на богослужбата од 10 часот утрото, како и за празниците. За подетелни информации јавете се до црковниот телефон на 416-421-7451. 21 април од 1 час од попладне во салата на црквата Свети Димитрија Солунски во Маркам, организацијата Обединети македонци ќе има нови избори за нова управа. За повеќе информации побарајте го председателот Драги Стојковски на 416-823-6520. Деновиве имаше голем народен митинг пред плато на владата на Република Македонија од страна на партијата на Христијан Мицкоски на ДПМНЕ. Но затоа ќе се послужам и со пораки кои беа кажани на големиот митинг од страна на партијата на ДПМНЕ, каде ќе го слушнете говорот на председателскиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова. Па да отпочнеме. Какви порази сме морали да издржиме, какви срамови. Боже, умот ми се свртува, но ни помагало нешто, не крепело нешто, некаква смешка, некаква површност. И по сето тоа, во нас некаква надеж, некаква желба, некаква скриена мисла, што безрасудно изртува. Со големата масовност на митингот, организирана од страна на партијата на ДПМНЕ, улиците околу и пред владата на Република Македонија беа поплавени од народ. Време е да се чуе веќе гласот на народот, зашто ова е време на одлука за назадување или одење напред. Тоа само од нас македонците зависи. Државата Македонија е влезена во погрешен правец. Затоа да ја помогнеме, да си ја вратиме назад, да му припадне ова наша исконска држава на народот. Grob solova ќе покрија. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извира. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Ајде, Македонија. Заедно ќе минеме. Така е пишано, ништо да не бидеме. Ти без мене, јас без тебе. Ајде сите. Векови, векови, заедно ќе минеме. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме. Ти без мене, јас без тебе. Опа! Апол за Николче и Влад.
Раце горе. Може да те ограча, други да те прегада, може се што да измисла. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тоне ти завираш. Само ти си безсмртна, ти завираш. Единствена надеж во очите на народот што може да ја поправи е само опозицијската политичка структура. Мора да не биде затоа што овие избори се вистински последниот час каде ќе победи разумот, а со тоа и Македонија ќе се обнови. Да се каже дека има надеж за Македонија, иако како во последните години работите никогаш не биле потешки, но и појасни. Со големата опозицијска партија на ДПМН и сите помали партии мора да им ја вратиме надежта на народот. Македонија мора да се врати онаму каде што била и каде што припаѓа. Македонија мора повторно да функционира и да биде горда како некогаш. За овој 2-милионски народ, каде стотина ја уништува Македонија, сега е време за голема победа над криминалот, корупцијата и посебно враќање на македонството. Победа со голема енергија на луѓе кои си ја сакат својата татковина, победа за горда Македонија. Си сам и каждој се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Кога си сам и каждој се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Државата Македонија е обезличена, понижена. Затоа мора работите да се променат, затоа ни требаат и личности со огромно знаење, став, бранејќи го своето за таа Македонија, за да таа Македонија се радува и биде во сигурни раце. Токму една од нив е и жената која умее да се бори и е со големи вредности. Македонија повторно горда. Гордана за председател. Избери број 2.
Да, почитувани слушатели, една од најдобрите, би рекла, кандидати за председател на Република Македонија е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Да чуеме што кажува на митингот што беше во Скопје. Работите мора да се променат. А за тоа требаат личности со интегритет, со став и огромно знаење. Македонија да биде повторно горда. Македонија повторно да се радува и да биде во сигурни раце. На сцена ја повикувам да се обрати жената која умее да се бори, да држи до принципи и да промовира вредности. Гордана Силјановска-Давкова. Почитувани граѓани, почитувани присутни и оние кои не сте, знам дека не гледате и знам дека сте со нас. Вие сте нашата гордост. Се додека вака реагирате, има шанса да ја вратиме гордоста на Македонија. Гордоста не се купува и не се подарува. Гордоста се заслужува. Оваа година е година на Асном, 80 години потоа. Асном, партизаните, оние кои беа инспирирани од првиот Илинден, а човекот пред мене е нашиот апостол Гоце Делчев. И затоа влегоа во вториот Илинден. Ете така се гради гордост. Тие беа спремни да умрат за Македонија, за да ја направат горда. Ние тоа мора да го почитуваме. Тие тоа го заслужуваат. Овој народ тоа го заслужува. Слушате честопати како државници на многу големи држави, држејќи ја раката на срцето, велат дека се горди на својата држава. А зошто не би биле и ние? Некои дури велат дека Господ ги благословил нивните држави. Господ ја благословил Македонија, штом во Библијата на секоја страница е. Да, вие сте изворот на нашата гордост и затоа стојам овде. Ама, ако ве прашам, дали сте горди на председателот, на премиерот, на председателот на собранието? Знам што ќе одговорите. Тие не ја заслужуваат гордоста, не се почитуваат себе си, оти нема што да почитуваат. Ама ние, што имаме зад себе знаење, докажано,
љубов кон татковината, умешност, лидерски способности. Ние кои знаеме да цениме вистински вредности, правна држава или владење на правото, независно судство, слободи и права на човекот и граѓанинот. Економија што води напред. Ние ги цениме европските вредности, а тие ги кршат, но се зацкриваат зад нив. Темелните вредности на нашиот уставен поредок мора да ги почитуваме. Ама и во било какви односи, кон надвор, со држави поголеми од нас, па и со сојузи како што е Европската Унија, ние, вистинските европјани, имаме обврска да подсетуваме на темелните вредности. Оти без нив нема ниту демократија, ниту просперитет, ниту мир. Не се оди во Европа со реторика ЕУ, НАТО, ЕУ. Не. Туку со почитување на вредностите и со практикување на вредностите, само ако станеме нормална, стандардна држава, ќе бидеме во рамките на ЕУ. Замислете, тие членството во ЕУ го замислуваат како качување на воз што оди кон Брисел. Не. Брисел треба да дојде овде. За овие години тие ништо од така наречените копенхагенски критериуми не спроведоа. Ние ќе го сториме тоа. Кога нема ништо да направите и кога ќе бидете во конфузија, што ви преостанува? Само хорски да пеете нешто во што не верувате. Нема потреба од повторување за нешто што постои. И замислете сега, не баре вчера формирана партија, ветуваат реформи. Што значи тоа? Тоа значи дека не ги направиле. Кога нема да го направите она што сте го ветиле, треба да си заминете. Вие доаѓате, ние доаѓаме. Бидете сигурни дека ќе ве направиме горди. Јас сум ги направила горди моите студенти. Земјата секогаш сум ја представувала така што сум добивала признанија. Гордо сум ја представувала. И како пратеничка гордо ве застапував вас. Се однесував како посветена ученичка, а не како учителка. За разлика од нив, ве молам, постојано овие денови велам, проверете ја и утврдете ја разликата. Вклучете некој ден телевизор и споредете што зборуваат едните, а што зборуваат другите. Запрашајте се, чиј говор, чиј став ќе запомните. Чиј говор, чиј став ве импресионирал, чиј говор, чиј став ве направил горди. Нивниот не верувам. Тие немаат став. Тие го кажуваат она што другиот посилниот сака да го чуе. Не, ние го кажуваме тоа што го мислиме. Секогаш не правиме компромис со вредности. Немаме право на тоа, зашто така ја нагризуваме гордоста на Македонија. Накусо, вие ќе ја видите мојата програма, ќе ги препознаете моите цели, но само сакам да набројам што ќе правам. Се што не правеше овој председател. Најпрво, ќе ви се вратам вам, ќе бидам до вас и со вас.
имаше еден умен изум на еден предходен председател. Се викаше Народна канцеларија. Изум познат во Соединетите Американски држави. Каде сте ги виделе канцелариите? Ги снема. Јас одговорно тврдам дека ќе ги отворам за вас, да ве чујам, да ве прашам, да побарам совет. Некој ќе реше тоа е скапо. Не мора да биде. Може да биде и мобилно, може да биде и регионално, ама јас сакам да бидам со народот. Ке ја почитувам владата, новата влада, и ке соработувам со неа. Некогаш ке ја советувам, некогаш ке ја критикувам, ке бидам своја глава. Ако во извршната власт има две глави, тие мора да соработуваат. Ке соработувам и ке ја кажувам, а мислам дека ке слушам укажувања. Надвор нема да заминам без да изградам консензус за најважните државни и национални прашања. Не оди надвор во дуел, туку само во дуо. Дури и меѓу себе не се разбираа, а камоли со собранието. Ке го почитувам собранието како законодавен орган, но ако забележам врз основа на анализа дека отстапува од уставот и законите, ке побарам да се обратам, да предупредам. Ако и тоа не врви, ке употребам вето, не за да покажам сила и триумфализам, туку за да покажам дека и јас сум под уставот и законите. Нема да дозволам надвор да парадираат дипломати кои ја уриваат гордоста на Македонија. Напротив, ке не представуваат најстручните и најдобрите. Зошто кон малите држави се уште има предрасуди, ама во мултилатералата сите се рамноправни. Сте се запрашале ли зошто оваа држава се уште не станала, например, непостојана членка на Советот за безбедност, а една Босна и Херцеговина 2 пати, Словенија 3 пати? Зашто не сме имале добра дипломатија, луѓе од кариера. Сите се плашиме што ќе се случи со судството. Сите на светот веруваат во судот како лек за право и правда. Ние се плашиме од судиите и јавните обвинители, кои не се тамо заради стручноста и компетентноста, туку со партискиот благослов. Запомнете, моите 2 членови во судскиот совет ќе бидат најдобрите правници. Моите предлози во Уставниот суд ќе личат на моите колеги Џунов, Нетков, Гзиме Старова, не на нивните партиски послушници кои ги употребија во процесот против народот. Да, Македонија не го заслужува тоа што и се случува, особено кога треба да ја слави независноста и самостојноста. Уште неколку поенти. Ке го одберам, ако имам таков избор, или ке го именувам најпочитуваниот во вооружените сили како врховен командант на истите, зашто оние под него и војниците треба да веруваат во водачот. Ке се грижам за оние кои се дел од вооружените сили. Се разбира, ние сме веќе членка на НАТО
и стандардите треба да се почитуваат. Во Советот за безбедност ке именувам тројца луѓе кои се врвни познавачи на безбедностните дилеми. Мене како жена особено ме тревожи дилемата околу заштитата на животната средина и климатската акција. Безбедностните дилеми најмногу ги мачат жените, зашто тие и децата секогаш се жртви. Ке посегам по помилувањето, тогаш кога ќе бидам убедена дека е потребна кочница на судството наречена правда. Кога ќе доделувам награди и признанија, ќе се идентификувате со најдобрите и најуспешните, зашто само така нема да бидеме најнесреќниот народ, најсиромашниот народ. Ако стручната и компетентноста ни се први, ќе се идентификуваме со најуспешните. Ќе завршам како што почнав. Горди ќе бидеме кога ќе живееме, што би рекол мојот покоен, почитуван колега Марјановиќ, во пристојна држава, во пристојно место. Кога ќе гледам по улиците студенти што сакаат да останат овде, мора да ставиме крај на екзодусот. Само најумните, најуспешните, најпочитуваните можат да ни ја вратат гордоста. Тоа го заслужувате вие. Бог ја благословил Македонија. Благословена е да тргне во нови победи. Да живее Македонија. Да по овие избори доаѓаат нови парламентарни избори. Се надевам дека ќе дојде до радикална промена и тамо. Да не стрепиме дали ќе кажат нешто што не смеат да го кажат. Да не стрепиме дека ќе превземат обврски пред да не консултираат. Еднаш да знаеме дека ќе имаме човек како што е господинот Христијан Мицковски, кој е човек за времето што доаѓа. Роботиката е пред нас, а не она што го промовираат луѓето кои освен да се караат, не умеат ништо друго да сторат. Јас сум за единство, ви ветувам, ќе ве представувам сите, без оглед на било каква припадност. Ќе се однесувам надпартиски, ќе градам сојузи и консензус. Зошто? Заради вашата гордост, заради гордоста на Македонија. Македонија повторно горда. Ви благодарам. Македонијо, пак те крада, пазар прават, срце вада. Чеда твои одродени, од зла крв оплодени. Македонијо, мајко мила, Весна ке ти даде сила, ке те води во победи. Гордост наша Македонијо, сонце пак е свети
Tvoje. Imaš rožba čelo svoje, gdje te brani od dušmani. Gordost naša Makedonijo. Sonce pak je sveti Tvoje. Imaš rožba čelo svoje, gdje te brani od dušmani. Gordost naša Makedonijo. Во продолжение да се послужиме со поезија во склоп со денешнава наша програма. Slavite Gospoda, jer je dobar. Господе, Ти кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашите мајки, татковци, брајка, сестри и децава наши за чедата загинати за Македонија? Со илјадници години крвариме, а раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, Ти единствен кој што си на небото, само Ти ја гледаш нашава мајка на 4 страни распната како Синот Божји. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопинаш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината нами на светот, зашто Свети Никола Насон ми дојде и ми рече: јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец. Јас пролеав солза во котелот на болката наша, но вистината кај се вишниот Бог е. Праше го него и ќе ти ја каже зошто е дојдено времето наше македонско. Господе, само Ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината, зашто илјадници книги поделија соседите наши со лажна историја, со искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш навршава правина, вистинска, кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на Свети апостол Павле Насон му се јави македонец и му рече: дојди кај нас во Македонија. Свети апостол Павле ја послуша молитвата. Најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде 2000 години само во Тебе веруваме и во 2000 манастири и цркви се крстиме и од вечноста Тебе те чекаме. Веќе не паметам, но знам и јас, Македон одговорливо, 8000 години сам со Бога сум и пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, послушај молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината на нам и на целиот свет, зашто крв во нас не остана за големата мајка Македонија. Нека всушност дадеме мал коментар околу сета ова наша програма. Како што знаете, на 24 април се председателските, а на 8 мај парламентарните избори во Република Македонија. Во таа наша татковина толку многу се донесе од надвор негативна енергија, пронаоѓајќи ги во Републиката нивните негативци, денешните издајници. Буквално кажано не ставија во жива песок, каде не можеме ни да мрнеме, зашто секој наш покрет во таа жива песок е под длабоко пропаѓање на нас македонците.
Едноставно сме ставени на една раскрсница која е со 4 страни. Од нас зависи колку трезвено ќе размислиме да го одредиме вистинскиот пат со начинот на нашето работење кон светлината или вечно ќе бидеме во темнината. Со Бога напред да добие опозицијата, за да конечно ги сврлиме до сегашниве непријатели, така наречени македонци, и мора да се отпочне со враќање на изгубеното. А бидејќи не може наеднаш да ги промениме некои големи нешта, ќе треба да се почне од помалите, но мора плански да се прави. Овој мој краток коментар ќе го завршам со следното. Македонскиот јазик и Македонија ќе постојат додека е жив и последниот македонец, за да зборува, кажува, раскажува, пее за Македонија, за незината македонска историја, за се што припаѓа во македонството. А во последната моја реченица ќе употребам мисла на Мустафа Кемал Ататурк, кој се обраќаше до својот турски народ. Заспаните народи или умираат, или се будат како робови. Па доволно бевме, почитувани мои браќи и сестри, во длабок сон, почитувани мои македонци, време е за потек. Па нека кулминација на сето ова наше презентирање во вечерашна наша емисија Кога и Благоец, да ја донесе и благата вест за победа за вистината, победа за правдата, победа за Македонија и македонскиот народ со уште една песна поезија. Божи благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, зашто овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја населив. Белата македоноиди, жолтата монголоиди и црната негриди. Останатите сите се мулати, односно мелези. Од вас македонците, потомците на Македон, белата раса ја зачнав и од кај вас започнав со вас се до Јапонското море. Сите бели луѓе ваши браќа се, зашто носат ген македонски. И сите преселби од кај вас кон север започнаа: Кокино, Породи, Радобор, Барутница, Говорлево. Каде и да копате, вистината ќе ја најдете. Кои сте, зошто сте и од каде сте? Зли ѓаволски души вистината со илјадници години ја прикриваат и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, зашто јас искушение ви праќав, а вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето и цвеќето, благословени со радоста, љубовта и добрината. Илјадници години цареви ви праќам и еве сега повторно ви давам. Вие на сите ги давате, за вас не оставате. Колку ли цареви со мене се и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и толку песок во морето е. Нека пеат сите ангели за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија животот за вечност го заменуа и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кои љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве јас сега во Македонија доаѓам. Јас сега меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која е кај вас, подземја е. Гробот на Александар, царот македонски, да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам.
Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми душмани, затоа што нив јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за вас, македонците, и за Македонија, светот да ја дознае, зашто вие бевте првите меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено, целиот свет вистината да ја спознае, да види дека чест и благослов е да се биде македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени вечни бидете ми, овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината меѓу вас. Јас секогаш сум благороден во вечна Македонија. Блажено. Амин. Што си и сака светот да го промениш. Важно е, ти си клучот за се. Ти што имаш надеж, бори се. Заедно иднина ке створиме. Бори се, сега изборот е. Ова наша земја, древна историја
Пред самиот крај да спомнам сите вие кои планирате да одите за Македонија, поевтини цени со 2 пати прекачување се до Солун, а можете да најдете, се разбира, и до Скопје. Затоа јавете се што побрзо на 647-780-6549. А денот на мајката ова година Леринското друштво го одбележува на 11 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски од 6 часот навечер. Добрите домајкини со председателот Грег Цанев ќе ве дочекат со богатата вечера и веселата музика на Сонја, Оливер, Стив и Крис, а цената е $65 за возрастни, а за деца до 13 години $25. Не пропуштајте оваа вечер. Израдувајте ги вашите најблиски, односно сопруги и мајки, со овој поклон да бидете на оваа вечер 11 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. И да ве подсетам дека Организацијата Обединените македонци го одбележува своето собрание, но исто така ќе има и нови избори за нова управа. Тоа ќе биде на 21 април во салата на црквата Свети Димитрија Солунски во Маркам од 1 часот попладне. За подетелни информации побарајте го председателот Драги Стојковски на 416-823-6520. И како што гледам се ближат последните 4,5 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Ми останува да ви се заблагодарам за вашето ценито внимание, но со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на Брановата должина 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио Часот глас од Македонија. Уште еднаш нека е честит празник од Благоец, а истовремено вашиот уредник и водител на радио Часот глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.